Ајде сега имаме линковско вклучување во живо. Нашата колешка Ирина Крсевска-Јановска е подготвена токму за тоа. Јас ќе ја поздравам и ќе ја кажам добро утро. Насловот веќе го имаме на ТВ екраните, но јас ќе оставам на тебе да си го представиш својот гостин и зашто вие ќе разговарате ова утро, така да повелете, Ивана. Поздрав, Слободанка, до тебе, поздрав и до сите гледачи. Ова утро се наоѓаме пред спортско-рекреативниот центар Борис Трајковски, кој што можете да забележите, и ќе најавиме нешто интересно кој што се случува во зимскиот период тука. Знам дека многумина од децата со нетрпение го очекуваат отварањето на лизгалиштето кое што се наоѓа токму овде и е дел од спортско-рекреативниот центар Борис Трајковски. А можеме да кажеме добри вести дека токму отварањето, официјалното отворање на лизгалиштето ни доаѓа викендов. Па што се ќе имаат можностите оние кои што сакаат зимски спортови да прават и да рекреираат и да се забавуваат овде во спортско-рекреативниот центар. Ова утро ќе дознаеме од директорот Даниел Апостолски. Ќе посакам добро и убаво утро. Убави вести ни доаѓаат во овие зимски студени денови. Овој викенд се отвара лизгалиштето кое што е дел и евнели во собственост на спортско-рекреативниот центар Борис Трајковски, па еве за кои се ќе може да го посетува и што се предвидува за оваа нова сезона. Добро утро, пред се да ја поздравам вас и вашите гледачи. Како што рековте, овој викенд ќе започнеме со работа со лизгалиштето. Тоа значи дека дечињата пред се најмногу ќе му се израдуваат на него, но исто така и повозрастните, кои што веќе, барем од како сум јас тука, забележувам дека активно присуствуваат и ги го користат лизгалиштето, што значи дека немаме некои граници во однос на старосната возраст, би рекол, дали се помлади дечиња или повозрастни дечиња кои што го користат. Оваа година, за разлика од изминатата година, малку повеќе се занимаваме во делот на естетскиот дел на лизгалиштето, што значи ќе биде разубавено, би рекол во едно ново руо и ќе биде навистина интересно. Се надевам дека ќе најде на воодушевување кај граѓаните, така што и оваа година, како изминатата година, ќе имаме одличен мраз за лизгање, без некои потешкоти во функционирањето, така што сметам дека оваа сезона ќе ни биде навистина успешна. Да, и оно што многу ги интересира, нели, во кои часови ќе биде отворен, односно од колку до колку ќе работи лизгалиштето? Како изминатата година, лизгалиштето ќе започнува со работа во 10 наутро, а ќе работи навечер до 22 часот, така што работното време не го менувам, исто така и ценовникот сега за сега истиот од минатата година. Имаме на располагање нови лизгалки кои што се набавени за разлика од оние кои што изминатата година се користеа, така што навистина оваа година имаме повеќе новитети. Да, покрај тоа што нели професионалните лизгачи го користат ова лизгалиште, секако имаат можност и сите оние рекреативно кои што сакаат за забава да дојдат да лизгат, или пак оние кои што можеби не лизгале досега да дојдат и да се научат. Дали можеби ќе се нудат тренинзи овде, дали можеби ќе има тренери кои што ќе имаат можност да ги научат сите оние кои што првпат доаѓаат и да лизгаат? Па добро, како што кажавте, луѓето од Лизгачката федерација се речиси секојдневно присутни тука, како што ги обавуваат сопствените нивните тренинзи, така и се наоѓаат најчесто кога ни се потребни во однос на едукација на било кое дете кој што ќе се затекне тука додека се барем тие присутни во центарот. Ние како спортски центар немаме таков тренер или би рекол едукатор, меѓутоа ги користиме те условите на Лизгачката федерација, така што секогаш има кој да помогне доколку е потребно. Секако ги имаме оние помагала мали пингвини кои што најчесто ни служат за дечињата кои што допрва се запознаваат со овој спорт, така што сметам дека немаме некои потешкоти во функционирањето, како изминатата година, така и оваа година сметам дека се ќе се одвива перфектно. Што се еве нуди спортско-рекреативниот центар Борис Трајковски во зимскиот период? Секако базенот е отворен или постојано за сите рекреативци кои што го посетуваат и сакаат да го посетуваат и сакаат да пливаат во зимскиот период. Што друго еве може да се прави во овој спортско-рекреативен центар? Добро, покрај базенот кој што е навистина атрактивен, доста е застапена посетеноста во фитнес центарот, исто така пинг-понгот е активен во овој период. Би рекол дека е таа една така друштвена игра која што навистина многу често начекува барем луѓе во салата кои што го практикуваат, така што тоа ни се некои содржини, би рекол, кои што се најактивни периодов, но секако и настаните кои што ни се случуваат натре во арената, односно ние концерти, културни збиднувања кои што се, би рекол, синоним за овој период кога доаѓа пред новогодишниот период.
Да, и она што за прв пат ќе се случува овде од 24 до 28 декември, една зимска идила или еден зимски фестивал, па зашто поточно ќе стане збор? Токму така од 24 до 28 декември ќе имаме тука еден Винтерленд или зимски фестивал, како јас сакам да го речам. Ќе имаме утринска програма, односно детска програма за дечињата кои што ќе бидат присутни на лизгалиштето, но исто така ќе имаме и музичка програма која што ќе ги опфаќа и повозрастните категории. Ќе има поставено божекни куќички, ред други работи кои што се надевам ќе го разуваат како и просторот, така и ќе има да речеме побава програма за жителите како во околината на спортскиот центар, така и за сите скопјани, така што ги повикувам и се надевам дека ќе се дружиме во наредните 5 денови, односно од 24 до 28. Да, и со време ние да се најавиме, да се стават, да се запишат во календарчето, дека ќе имаме убаво дружење тука, убав еден зимски фестивал во секако пред новогодишен, но и пред сите оние празници големи кои што ни доаѓаат. Јас ви благодарам за одвоеното време. Ви благодарам и на вас. Ние ќе ве поздравиме од тука. Споменавме убави настани кои што престојат. Викендов ни доаѓа отварањето на лизгалиштето, така што сите сте поканети да дојдете да лизгате, да одвоите време, дали со вашите деца, со вашите внуци. Секако нема старосна граница за лизгање. Сите оние кои што се чувствуваат добро, сите оние кои што го сакаат овој зимски спорт, сте добро дојдени и најавивме уште еден интересен настан кој што ќе се случува од 24 до 28 декември, еден зимски фестивал во организација на Спортско-рекреативниот центар Борис Трајковски. Да, одлични информации ова утро слушнавме и сето ова што ќе се случува таму. Благодарам многу.